Секогаш во овие зимски месеци имаме ист предизвик како да ги загрееме домовите, а при тоа да не значи огромен шок и намалување на семејниот буџет. Меѓутоа ќе разговараме и за тоа дали воопшто како граѓани ние имаме навика за штедење електрична енергија и дали следиме се она што се случува во регионот Европа па и светот од аспект на енергетска ефикасност. Мојот денешен гостин на оваа тема е професор Антон Чаушевски од Факултетот за електротехника и информацијски технологии. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Каква е вашата оценка, Ева, за почеток, односно првото прашање ќе биде дали македонците имаат навика па и едукација за штедење? Да, па јас себе би рекол на почеток дека македонците, мислам граѓаните на земјава на Македонија имаат навика за штедење, односно јас би рекол за рационално користење на електричната енергија, а се зависи од сметките на крај краеви, значи од економската состојба нели на семејството, а ајде да кажеме за овие резидентни граѓани, мислам што се во индустријата се зависи значи од системот што го користат нели за напојување, за оние потреби што им се во услужните дејности. Секој води сметка на свој начин. Дали ќе набави во индустријата некоја понова технологија, дома се штеди во смисла, односно рационално користење на електричната енергија, користење на оние тарифните системи, скапа, ефтина енергија, максимално искористување на електричните апарати, во грејењето колку што се може секако. Значи, не се докаде може да се оди тоа. Еве, јас би рекол на крај краеви, ја пратиме состојбата со конзумот, со потрошувачката на електрична енергија, да кажеме, од стручен аспект секако, и може да се забележи дека во последните 10 години имаме тренд на намалување на потрошувачката, зборам интегрално, глобално за целата земја, што е последица од повеќе фактори. Еве, еден од факторите е и тоа штедење, односно рационално користење на електричната енергија, уведување на енергетско ефикасни системи за грејење, за ладење, вентилација и така натаму. Значи во секој случај има. Веројатно еден од најголемите предизвици за граѓаните се енергетските вампири, односно кои најмногу домакински апарати трошат електрична енергија и дали има правило доколку тие истите се уклучуваат во часовите кога има ефтина струја или сепак има одреден начин како испред тоа да се заштити. Видете, она користење на тарифите скапа и ефтина електрична енергија не значи тоа дека сме заштедиле електрична енергија, него финансиски сме во поповолна состојба кога ги користиме нели во ефтина тарифа. А фокусот на граѓаните е секако да заштедат финансиски. Да, поинтензивно ја користиме во ефтина, во периодите на ефтина електрична енергија, а исто машината дали ќе ја пуштам 10 сабајле или 10 навечер, за мене е исто. Значи може нешто да почека. Во таа смисла не се штеди електрична енергија, меѓутоа се оптоварува системот во оние вечерни часови и така натаму. Тука би имал нешто друго што би кажал за тие тарифи, меѓутоа сепак тоа останува на регулаторната комисија, зашто од една страна се потрошувачите, од друга страна е системот што го снабдува со електрична енергија. Така што проблем се прави и на овој другиот систем, што за снабдување, односно термоелектраните, хидроелектраните и другите системи за производство на електрична енергија. Кои се најголеми потрошувачи? Па околу електричните уреди не би рекол дека имаме, веќе се овие класа А, еве имаме LED светилки, значи тука веќе се користат интензивно, имаме енергетско ефикасни уреди, машини за перење, не знам, фрижидери, така на телевизори, LED. Значи тука е самите производители нудат тоа, не можеме да избираме. Во најголем дел потрошувачки се овие термоуредите, како да кажам, оние што имаат грејачи, во смисла уредите за затоплување, што се конвектори, термоакумулациони печки, бойлери и така натаму. Значи термичките уреди се најголеми потрошувачки. Тука може да се воведе нешто порационално би рекол користење на однос
Како правилно всушност да ги користат? Често дилемата е околу тоа дали да се исклучуваат со цел да се заштеди и електрична енергија и финанси, или пак е подобро доколку константно се вклучени? Па се зависи, сега да речеме за бойлерите, зависи од водата каква ни е. Да речеме имаме места, градови кои што имаат скопската вода, да кажеме, е доста карбонизирана, доста има бигор, така да не чини тука да користиме, затоа што греачите се упропастуваат, се прави онај каменец. Во секој случај температурата на онај термостатот што се да речеме што се користи, може да е подобро да биде на пониска температура. Сепак тоа е индивидуално, не можеме да се мешаме тука на на слобода што имаат луѓето за користење на тие уреди. Колку ги следиме трендовите, односно колку и реално се во можност граѓаните да го направат истото во однос на фотоволтаиците, како на некој начин посовремена опција со цел да се заштедат и финансиски средства, меѓутоа и електрична енергија. Колку домаќинствата се подготвени? Ако станува збор за фотоволтаиците, сме во тренд, да кажам, и веќе во Македонија последните 4-5 години интензивно се инсталирани овие системи, како во домаќинствата, така во индустријата, па и за онај, ајде да кажеме, водење бизнис на пазарот за електрична енергија. Значи имаме повеќе категории што имаат инсталирано фотоволтаични системи. Имаме во Македонија веќе над 1200 мегавати, сега може да во бројка не значи ништо, меѓутоа и уште се во, да речеме, во изградба, значи во тенденција за изградба, така што имаме, го следиме тој тренд, веќе се користат, меѓутоа фотоволтаиците се нешто што, да речеме, даваат придонес во месеците од март до ноември, ајде да кажеме. Таква е географската и метеоролошките услови на Македонија. Во зимскиот период еве гледате, имаме магли, имаме, значи не можат зборам за Скопје, добри услови, не можат некој придонес значен да дадат во електроенергетскиот систем, меѓутоа во секој случај се поволни. Да. Колку се штеди електрична енергија всушност со тоа? Па видете сега, еве ќе зборам на годишно ниво, се за домаќинствата не би кажал дека колку ќе заштедат сигурно нешто, меѓутоа да речеме на годишно ниво на Македонија, веќе они даваат придонес со би зборел околу 1000 мегавати, они негде би дале придонес со околу, ајде да кажем 20 зборам и ветерните електрани, овие обновливите, негде веќе без хидроелектраните, негде 20% од потребите на електрична енергија пополнуваат во конзумот. Али претежно ви реков, тоа е периодот март, октомври, тој период. Професор, освен за домаќинствата и тие некои вечни дилеми кои што ги споменавме во првиот дел од разговорот, можеби клучно е прашањето во однос на тоа каков е квалитетот на струјата која што ја добиваме. Тоа е посебно прашање. Значи, електричната енергија, јас стално како ми викам, има една мана, мора да се произведе тогаш кога му е потребно на потрошувачот. Ако пуштам бойлер од 1 киловат, треба некој од некаде да ми даде мене 1 киловат. Не да ми даде, него нормално преку системот тоа си квалитетот на електрична енергија се мери преку фреквенцијата и напонските прилики. Па сега, како да кажам, од технички аспект, имаме многу субјекти кои учествуваат во производството на електрична енергија, конзумот, разни, да речеме, снабдувачи со електрична енергија. Сето тоа го прави комплексен системот, електроенергетскиот систем, би рекол од самото производство на електрична енергија до крајниот потрошувач. Сепак, тоа е еден комплексен систем за кој се води сметка да биде во рамките на некои дозволени граници. Сега за сега ние имаме, значи МЕПС е онај одговорен што води сметка дали треба или не треба да се вклучи нешто, да се исклучи нешто, во смисла да не дојде до оние, еве во Шпанија е познато онај блекаут што викат испади на системот. Можеме ли ние да бидеме мирни оваа зима во однос на стабилноста на домашниот енергетски систем? Па еве вака можам да кажам, значи кај нас еве
болна рана се, да кажеме, термоенергетските постројки Битола и Осломеј. Во колку се они, да речеме, спремни, кондиционно спремни за производство на електрична енергија, еве да речеме од декември до февруари. Значи електроенергетскиот систем, сепак они се базни електрани кои треба, да речеме, константно да работат 24 часа. Хидроелектраните зависат, нели, од водата. Фотоволтаиците не можат тука да дадат придонес. И сето тоа е тој микс на производство на електрична енергија од различни технологии. Мислам дека можеме да секако зависи од нели дали ќе биде јака зима, односно студена, дали ќе биде, еве гледате во планините 10 степени, во Скопје беше 2-3. Значи во најголемиот град имаше потреба, зборам за овие 2-3 дена, од, да кажеме, поинтензивно затоплување, па оние што се греат на електрична енергија. Значи во секој случај мислам дека сме спремни. Значи еве битолите, јас колку ја пратам состојбата, битолите се нон-стоп не се ревитализираат, него се прават ремонти, се подобруваат, се проверуваат системите и така натаму. Мислам дека нема да има проблеми. Што значи дека ако правиме споредба со регионот па и Европа, дали сме спремни на задоволително ниво и што се случува во регионот, затоа што споминавте дека еве конкретно во Шпанија имаше и блекаут на енергетскиот систем, што се случува со останатите држави, затоа што е ова проблем на глобално ниво со кој што многу од државите се соочуваат. И за начинот на кој што ќе заштедат електрична енергија, меѓутоа и со цел да се обезбеди веројатно за граѓаните и поевтина струја. Вака, да бидеме јасни, ние имаме во регионот, еве да кажем во Балканот, да не се споредуваме со Западна Европа, најниска цена на електрична енергија и плюс она скапа и ефтина тарифа. Значи тука сме, може да кажам, лидери во регионот по најниска цена. Во смисла на ова составот на системот, па и Грција и Бугарија, сите околни земји имаат фотоволтаици и ветерници, сите тоа веќе, она што рековте, дали сме во тренд. Во тренд сме, како и останатите земји. И сега остануваат оние, да кажем, класични извори, термоелектрани и хидроелектрани, кои имаат најголем придонес, еве да кажеме, во овие зимски периоди. Значи, они, ако ни се добро спремни, ќе преживееме, еве, под наводници, така да кажеме. Значи, не дај Боже да стане некоја појака зима, се сеќавате пред неколку години, па сите се затворија во својот систем, не дава она увоз-извоз на електрична енергија. А она што се случи во Шпанија е последица од многу работи, значи баш тие обновливи извори, тоа се случи во лето, мислам, септември, како беше, кога беше топло. Значи, тоа беше друг проблем, не беше проблемот ради вишок на електрична енергија, па нагло ја снема. Она што ви реков, дојде некоја бура, да не навлегувам во техничките податоци зашто тоа се случи, меѓутоа, тоа е друг проблем во онај дел што рековте, колку е квалитетот на електричната енергија. Значи, сите тие работи, значи, она МЕПСО, што е нашиот национален преносен систем, он прави баланс меѓу производството и потрошувачката и ги прати тие состојби, ако треба да вклучи или исклучи некои поголеми или помали производни капацитети или потрошувачи, сето тоа се како на вага се балансира. Споменав уште на самиот почеток дека веројатно за домаќинствата е многу поважно да заштедат финанси отколку електрична енергија, па токму и затоа ќе ве прашам кои се оние 3 златни правила доколку би можеле вие да ги издвоите со цел да се заштедат финансиите и кои што може да се применуваат на секојдневно ниво. Видете, дека електричната енергија има ниска цена, па секој вика поевтино ми е на струја да се греам, нели, она популарно кажано. Меѓутоа, ако сакаме да гледаме еве интегрално, глобално за целата земја, каде може да се заштеди? Ви реков, во електричните уреди, кај што се неминовна потрошувачка на електрична енергија, зборам осветление, телевизори, не знам, фрижидери, оние апарати што ги користиме, тука немаме избор. Меѓутоа може да се искористи во подобрување на енергетската ефикасност, во архитектонско-градежни, фасадни решенија на значи, добро изолирани објекти, во системот на грејење,
Јас би рекол овие што се во централно грејење, еве ги гледам и сликите позади, значи густо населени урбани средини, централното грејење решение. Не би рекол тука да имаме избор, не знам, оно што викат енергетска демократија. Сепак, ако мојата зграда е приклучена на централно грејење, да не, значи централното грејење да се користи во урбаните средини, па и во другиве градови да се воведе систем на централно грејење со, не знам, когенеративни гасни централи, ќе се подобри, нели, и загадувањето, односно ќе се намали загадувањето. Значи една е грејењето, друго Македонија е сончева земја, може да се користат и оние, а гледам се користат оние масовно, не масовно, се зависи, сепак ова е инвестиција. Оние, како се викаат, термални соларни системи за санитарна топла вода, индивидуални куќи, компании што можат на кровот тоа да го инсталираат. Тоа е доста исто корисна работа. Значи, секаде онамо кај што може да се избегне, да кажем, електричната енергија како снабдување на во одредени системи, а тоа се грејењето, санитарна топла вода, значи да се избегне воопшто користењето, ако може. Или веќе ако се користи за затоплување некој електричен апарат, тоа да бидат овие топлотни пумпи или клима уреди што ги користат. Они имаат CO5, така се вика коефициент на перформанс, на 3, 3,5, 4, значи они се исто ефикасни и за ладење, за грејење, ако веќе се користи. А другите што имаат грејачи, оние класични термоуреди, термоакумулациони печки, конвектори, како ги викаат, тие сепак во најголем дел еве трошат, се големи потрошувачи на електрична енергија. Што значи дека на некој начин заклучок од денешниот разговор е дека македонците сакаат алтернатива, сакаат да наоѓаат начин како да заштедат и електрична енергија, меѓутоа и да го заштедат во семејниот буџет, а и имаме едукација, знаеме како да штедат. Да, мислам, еве да заклучиме, македонците штедат, рационално користат до која граница е тоа можно. Не можеме ние да одиме, еве да кажем, да се вратиме во 16 век, што се вика. Така користиме, еве. Али, еве, интегрално на ниво на земјата пратиме дека трендот иде надолу. Значи, се намалува потрошувачката на електрична енергија. Сега тоа е сума од повеќе фактори. Една е штедењето, рационалното користење, енергетската ефикасност, па би рекол и намалување на населението, и тоа е, да речеме, еден дел што секако влие. Игра улога во статистиките. Да, игра улога. Индустријата, од друга страна, она интензивна индустрија што викаме енергетски, што користи на металургија, се намали тоа, само кој работи Макстил, мислам, Арчелор, ова што пратиме ние, Фени не работи, Југохром не работи, сето тоа има влијание на она намалување на потребите од електрична енергија. Професоре, благодарам за денешното гостување.